и живее уште 300 години. Овде во Македонија браникот на работниците така било, така е и така ќе остане до веки векова. Не може синдикат, жолт синдикат да каже дека сме тука не за да го слушнат тоа што сакаат да го слушнат, а ние да им го кажеме дека се добри платите, дека се почитуваат колективните договори, дека се плаќа прековремена работа, дека во Македонија добро е ако се работи 12 часовен работен ден за одредени колеги, дека добро е тоа што поднесуваат иницијативи во Уставниот суд заради тоа што сакаат да укинат колективен договор и дека добро е тоа што нема социјален диалог. За жал, сликата во Македонија не е таква. Тие се обидоа да не поколебаат, да не откажат од работничката борба и на таков начин да покажат дека добро се живее во Македонија. Сакаат сликата за Македонија да бидат 1% од народот на Македонија кој има можност да си дозволи да замине во странство на продолжен живот, викенд, и на таков начин да кажат дека сите се задоволни. Но за жал, денеска дојдовме да им кажеме дека по нивните податоци, по податоците од Управата за јавни приходи, пола народ работнички во Македонија живее со плата под 600 евра. Денеска дојдовме да им кажеме дека 1/3 од вкупниот работнички народ во Македонија живее под прагот на сиромаштијата. Денеска дојдовме да им кажеме дека тоа што го прават не е доволно. Денеска дојдовме да им кажеме дека додека ги потпишуваат колективните договори под притисок на синдикатите, а благодарение на протестите и штрајковите кои ги организиравме ние и вие заедно, денеска водат борба за укинување на еден колективен договор кој ќе значи за една категорија на работници минималец, а ќе значи за сите работници во следниот период исто така минималец. Во текот на вчерашниот ден беше истакнато дека тие планираат минималната плата да изнесува 500 евра до крајот на мандатот на оваа влада. Ние бараме минималната плата да се зголеми 2 години. 2 години одбиваат да зголемат за тоа што не сакаат да вратат работничко достоинство. За жал, голем број на работници денеска гинат на своите работни места. Наутро заминуваат на работа, а навечер не се враќаат и никој не превзема ништо за нивна заштита. 1 мај живее, колку и да го сакате да го умрете. Работничкото движење ќе живее, колку и да сакате да го умрете. Сојузот на синдикатите ќе живее, колку и да сакате да го умрете. 80 години сме поминале комунисти, социјалисти, демократи и денеска десничари. Но тоа што е клучно е што работниците во волкав број во 1946 година се собрале и го основале најголемиот синдикат во државата, кој од 1946 година бие битки со сите досегашни влади и ќе продолжи да го прави тоа. Денеска нема никој во оваа влада. Половина се на продолжен викенд, за тоа што можат да си го дозволат тоа. Половина глумат дека работат, за тоа што не сакаат да ги слушнат работниците, но уште пострашно е што денеска токму од нив, токму од функционерите без разлика од која политичка опција се ќе слушнете пофалби за работниците, ќе слушнете честитки, ќе слушнете како тие водат грижа за работниците, а работниците само оваа година протестираа 5 пати, 3 пати ги блокираа овие институции и ќе продолжат да го прават тоа и во наредниот период. Денеска да стојат рамо до рамо денеска со нас, направија се да не излезат нивните членови, но нивните членови денеска исто така имаат минимални плати, мизерни плати, ниски плати. Дозволете ми да порачам уште нешто. На 4 мај во понеделник, сите нас, сите нив, сите што заминаа на продолжен викенд, сите кои ни ракоплескаа по патот до тука, сите кои гледаа од балконите, сите кои ќе не гледаат на вестите на телевизија, ќе ги удри суровата реалност во глава.
а тоа е повторно најниска минимална плата во Европа, повторно најниска просечна плата во Европа, повторно обид за уништување на колективното договарање, повторно обид за уништување на синдикатите кои се борат, а не се молат. За нема да продолжиме да се молиме, туку ќе се бориме. Да живее 1 мај, да живее работничката класа, да живее Македонија. Се разбира, уште еднаш да им се извинам на полициските службеници кои мораат денеска да бидат со нас, затоа што тие добија само 1667 денари зголемување или усогласување на нивните плати. Да се извинам и на новинарите кои во голем број денеска стојат, иако и за нив е празник и неработен ден. И да порачам на сите кои ангажирале работници денеска дека денешниот ден за работничкиот труд вреди 250%. И доколку не ви го платата сте дошле на работа, обратете се во Сојузот на синдикатите на Македонија. Почнувајќи од новинарите, почнувајќи од полицајците, почнувајќи од вработените во здравството и сите други вработени во приватниот сектор кои денеска, заради нечовечкиот однос на газдите, мораат да бидат на работа. Ви благодарам за поддршката, се гледаме на следниот протест. Колку сме на период и срајаме и ќе бидеме заштита први меѓу еднаквите, да живее се сама. Поздрав, бајка и сестри.